Како што кажав на почетокот, значи денеска ќе продолжиме од Евангелие по Јован. Онаму кај што застанавме минатиот пат, а каде застанавме? Завршивме со 14 глава, значи еве после поиќе од една година, проучувајќи го Евангелието според Јован, стигнавме до 15 глава. Започнавме негде последната надела на декември, мислам, лани. Преколомна, веќе сега сме 25-та, 23-та година, ама сепак година и нешто. И ако видиме во 15-та глава, значи се уште случката се случува во горната соба, во оној дел, се наоѓаме во оној дел од Евангелието каде Исус им зборува само на апостолите, кога му вели ајде да излезиме, така заврши 14-та глава. Станете да одиме од тука, значи се подготвуваат да заминат, веќе да излезат, но сепак Исус и во тоа подготовка има што да им каже на неговите ученици. И то да им каже нешто што би ги охрабрило, што би ги припремило за нивната служба и живот по неговото заминување. И како што видовме токму тоа негово заминување, каде што им вели јас одам, ама ќе дојдам, а вие не можете да дојдете јас кај што дам, тоа толку ги вознемири нив. И точно затоа претходната глава, тоест во претходната глава, која е глава на охрабрување, видовме како Исус ги охрабрува, но тоа важи и за нас. Како ги охрабрува и ги смирува. И важи и за нас како да имаме смирено срце, како да бидеме смирени во едно немирно време. И сега во оваа 15 глава, покрај поука и охрабрување, има едно големо предупредување. Нај ние да одиме соред, денеска ќе одиме до 8 стих. Значи 15 глава Евангелие според Јован од 1 до 8 стих. Да го прочитаме. Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Тој ја отстранува секоја прачка на мене, што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Вие сте веќе чисти заради словото кое ви го зборува. Останете во мене како јас во вас. Како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така ни вие ако не останете во мене. Јас сум лозата, а вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која е исушена. Ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Фала му на Бога и за овој текст. Еден прекрасен текст. И како што кажав, се ова се случува во ноќта, четврток, кон петок, кога стануваат и се спремаат да се упатат кон Гециманската градина, каде што ги чека Јуда со 4 војници и слугите на првосвештениците. Исус сето тоа го знае, го чувствува и видете што вели. Првите 2 збора од овој текст се јас сум и се многу важни за нас. Ако видиме како Јован го започнува своето Евангелие. Во почетокот беше Словото и Словото беше во Бога и Словото беше Бог. Тоа беше во почетокот во Бога. Се стана преку Него и ништо не стана и ништо што стана не стана без Него. Значи, уште одма Јован кажува за што? Тој ни објаснува одма уште што ќе зборува. Тој ќе ја брани Христовата божественост, дека тој е вечен Бог, дека тој е вечен создател и дека Бог не е создае. Јован Евангелието го пишува некаде кон крајот на првиот век. Значи, тоа биле времиња кога веќе се појавиле многу еретички учења во врска со Исус Христос, со неговиот живот, со неговата смрт, воскресение и вознесение.
И затоа Јован го аргументира и го документира и го докажува тоа дека Исус е Бог. И ако се сеќавате еве што Исус самиот кажуваше. Прво во 5-та глава по излекувањето во Силамската бања. 5-та глава 17 и 18 стих. А Исус им одговори: мојот татко работи постојано, па и јас работам. Затоа јудејците го бараа уште повеќе да го убијат. Не само дека ја нарушуваше саботата, туку дека и Бог го нарекуваше свој татко, изедначувајќи се со Бога. Значи, затоа сакаа да го убијат, бидејќи себе си се изедначи со Бог. Значи, самиот Исус вели: јас сум, се изедначи со Бог, со таткото. Потоа во 8 глава, 23, 24 стих. Таму вели: им рече уште: вие сте оддолу, јас сум од озгора. Вие сте од светов, јас не сум од светов. Затоа ви реков дека ќе умрете во своите гревови. Зашто ако не поверувавте дека сум јас, ќе умрете во своите гревови. Значи, јасно овдека ни се представи како јас сум. Ако не поверувате дека сум јас. И еве поедноставно што значи ова. Секој што верува дека Исус и во најмала мера е помал од таткото и не е Бог, оди во пеколот. Тоа значи дека ќе умрете во своите гревови. Значи, сите оние кои не веруваат, остануваат да живеат во своите гревови и умираат и одат во пеколот. Во расправата со јудејците околу Аврам, истата оваа глава, 57, 59 до 59 стих, еве што им рече. Јудејците му рекаа: уште немаш 50 години и Аврама си го видел? Исус им рече: вистина, вистина велам, јас сум пред да се роди Аврам. Тогаш кренаа камења за да ги фрлат на него, но Исус се скри и излезе од храмот. Значи, јас сум уште пред да се роди Аврам. И ова се многу битни зборови за она што следи понатаму. Што следи еве во 14-та глава од 8 до 11 стих. Значи, тоа го видовме ајде пред еден месец. Че ви речев сега брзо беше, ама има еден месец. На 14 глава од 8 до 11 она е разговорот со Филип. И таму вели: Филип му рече: Господи, покажи ни го таткото и достани е. Исус му рече: толку време сум со вас и не ме позна Филипе. Кој ме видел мене, го видел и таткото. Тогаш како велиш, покажи ни го таткото. Не веруваш ли дека јас сум во таткото и дека таткото е во мене? Зборовите што ви кажувам, не ги зборувам од себе. Таткото кој е во мене, тој ги прави делата. И 11 стих: верувајте ми дека јас сум во таткото и таткото во мене. Ако пак не, верувајте заради самите дела. Значи, на ова реков дека се сеќаваме. Јас сум. Така Исус ни се објавува. Видете што изјавува Исус. Ова ќе го видиме покасно. Мислам, кога ќе дојдеме таму во 18 глава, од 3 до 6 стих. Многу така интересна слика имаме таму. 18 глава од 3 до 6 стих. Тогаш Јуда зеде чета и служители од првосвештениците од фарисеите и дојде таму со светилки, факли и оружје. Значи, гледаме дека ноќта се случува. А Исус, знаејќи се што ќе стане со него, истапи и им рече: кого го барате? Му одговорија: Исус Назараецот. Исус им рече: јас сум. А со нив стоеше и Јуда, неговиот предавник. А кога им рече јас сум, се тргнаа назад и паднаа на земјата. Вели, се тргнаа назад и паднаа на земјата. Кога? Кога им рече јас сум. Значи, каква гледка, каков призор имаме тука. И како ова не го разбраа евреите. Значи, една чета луѓе. Една чета број околу 600 негде, и плюс служителите од првосвештениците
Исус вели, јас сум, и сите се тргаат назад и паѓаат на земја. И што тоа ни кажува? Кој е Исус? Јас сум. И тука е охрабрувањето, тука е она мирно срце што треба да го имаме. Значи, тој е Бог. Дали го разбираме ова? Тој е Бог. Јас сум. И ако го знаеме тоа, тоа што имаме едно мирно срце и сме многу охрабрени во Исуса Христа. Се, тие тешко разбирале, а уште потешко е да се разбери како мноштвото евреи не го разбрале сето ова, кога го слушнали Исусовото јас сум. Бидејќи им се представи, исто како што Бог му се представи на Мојсе Израел. Јас сум кој сум. Но Израел сепак е еден голем пример за сите, пример како не го слушнал тоа јас сум кој сум. Значи, Израел е пример за непослушност. А како е со ова денес, како ние стоиме со тоа? Што се случува духовно во светот? Политиката на страна да ставиме. Исто. Иста ситуација. Ретко кој го разбира Бог, ретко кој го слуша Бог и ретко кој сака да го слушне Бог. А дали е тоа затоа што сме прекомфорни, би рекол, па не обраќаме премногу внимание на ова јас сум. Треба да се размислува на тоа. Најде да одиме понатаму во овој наш текст. Јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Сега, зошто овдека Исус вели во првиот стих, јас сум вистинската лоза, вистинската, а не како во петтиот стих, јас сум лозата, вие сте прачките. Едноставно, јас сум лозата, вели таму. Овдека вели, јас сум вистинската лоза. Па едноставно, чим има нешто вистинско, сигурно има и нешто лажно. Значи имало и лажни лози, лажни учења, лажни учители. Еве денес, ова го зборувавме, мислам на божичната служба. Денес живееме во време кога сите се во право и како што рековме, тоа е диктатура на релативизмот и притисок на толеранцијата. Значи се мора да се толерира, сите се во право, секој има свое право. И тоа е лажно учење по кое светот денеска оди. Сега, зошто Исус вели дека тој е вистинската лоза? Значи мора да знаеме дека оваа метафора за лозието не е ништо ново за Господ и за тогашните слушатели. Значи мора да имаме и предвид дека слушателите беа евреи, бидејќи апостолите, овие 11 беа евреи апостолите, учениците. И тие како евреи многу добро го познавале 80-тиот псалм, 10-та глава од Осија, 2 глава Еремија, па Исаија. Значи тие добро знаеа и на секој евреин му е тоа јасно дека лозието е кој? Лозието е Израел. Лозието е Израел. Исус многу едноставно им го кажува тоа за да го разберат. Значи, бидејќи Израел во тоа време имал многу лозија и како се обработуваат и тоа го зборува како лозија. Но ајде да видиме во Исаија 5 од 1 до 7 што Бог зборува таму. Ке му ја запеам на својот возлюбен песната на мојот љубен, на неговото лозје. Мојот љубен имаше лозје на плодно ридче. Го ископа, ги исчисти камењата, го засади со благородна лоза. Среде него тој изгради стражарница и стави пивница во него. Се надеваше дека ќе роди добро грозје, но тоа роди диво грозје. Сега ерусалимските жители и луѓе јудејци, пресудете меѓу мене и моето лозје. Што можев уште да направам за своето лозје, па што веќе не го направив? Се надевав дека ќе роди добро грозје, а ете роди кисело грозје. Но сега ќе ви кажам што ќе направам од своето лозје. Ќе му го отстранам плетот, за да го опустат, ќе го разурнам зиданото
за да го изгазат. Ке го претворам во пустина, ни режано, ни ископано. Нека зарасте сето во трниште и трње. Ке им забранам на облаците да не леат дожд на него. Лозието на Господа над воинствата е Израелевиот дом, неговиот избран расад. Луѓето јудејци, тој чекал правосудство, а ете крвопролевање. Чекал правда, а ете пискот. Гледаме, самиот кажува дека лозието е Израел. Неколку пати додека одевме низ Евангелието според Јован, нагласив дека Јован развива една теологија на вера, тоест дека сме спасени само преку вера. Но исто така дека паралелно со таа теологија развива и теологија на неверување, теологија на невера. Тоест вера во која Исус не верува. Тоа го видовме во 2 глава, 23-24 стих, каде што вели дека некои поверува, но Исус не им се доверуваше, бидејќи ги познаваше сите. И тоа е таа вера што не оправдува, туку го залажува човекот. Или човекот кој има таква вера, се себе измамува дека е верник. Тоа е вера од интерес, површна вера, таа вера бара од Бога, ама не го сака Бог. И колку само ова денес го имаме, колку луѓе денеска бараат, ама не го сакаат Бог. Значи, вера што бара корист, добивка, бара чуда, спектакл некој, знаци, бара излекување. Такви луѓе имаме милиони и милиони денес. Христијани во наводници. Зборуваме за христијанство, бидејќи овдека. Сакаат излекување, сакаат корист. Ги сакаат и плодовите на обраќањето, ама не се обратени. Се уште живеат во своите гревови. Не се наново родени. Не можам да кажам дека и наново родените немаат повремено проблеми со сето ова, но тие сепак преку сето ја бараат Божјата слава, а не користа за себе. Значи, оној кој е наново роден, што и да му се случува и што и да прави, сето го прави за Божја слава. Што и да бара од Бог, и да добија и да не добија, тој вели сето ова за слава Бога и преку ова само Бог се прославува. А не бараат директно корист за себе и слава за себе. Ние можеме да се правиме и да зборуваме многу нешта за нас. Но каде е животот? Каде е плодот? Ќе видиме покасно за тој плод. Каде е светоста? Каде е жртвата? Дали го правиме тоа? Едно е да зборуваш за Бог, да го проучуваш писмото, а друго е да сакаш да дојдеш кај Него и да бидеш со Него. Бидејќи има многу луѓе кои денеска се сладкоречиви, мислиш дека кизне колку се побожни, зборуваат за Бог, го знаат писмото, па и ѓаволот го знаеше, но сепак се далеку од Бога. Сето тоа го прават само за некоја лична корист. И како ни вели нашиот прв стих, јас сум вистинската лоза и мојот татко е лозарот. Значи Исус повторно на друг начин на учениците им повторува дека Израел не е вистинската лоза, туку дека тој е вистинската лоза. И тоа е контекстот. Ова лозие, се мисли на Израел, е готово. И тоа лозие доби казна. 70-та година Ерусалим беше разрушен. Холокаустот, израелците распрснати по светот, па вештачка држава, ајдете пак малку политика. И така натаму. Но Исус е онаа здрава, вистинска лоза. Исус е лозата, а таткото е лозар. И сега одиме каде? Ако имаме лоза, ако имаме лозар, мора да има и прачки. Значи, јас сум лозата, вие сте прачките, вели во 5 стих. Значи, сите сме ние, што? Прачките, бидејќи сме на лозата и црпиме од неја. Припоени сме на неја, слушаме, учиме. Се што доаѓа од лозата. И тоа е лозата, тоа е црквата, тоа е Христос. Текстот јасно зборува дека има два вида на прачки. Прачки што не даваат плод и прачки што раѓаат плод. Значи средина нема. Или има плод,
или нема. Не може малку има, па нема, или нема па има. Ќе видиме и зошто и што сака да ни каже. Значи средина нема, без плод и со плод. На овој текст многу луѓе кои навлегуваат во теологија и теолози сакаат да расправаат, да полемизираат дали може или не може човек да го изгуби спасението. Но овој текст да знаете дека воопшто не зборува за тоа. Има две врсти на прачки. Родоносна и неплодоносна. Или не дава плод, или дава плод. Не може не давала плод, па да даде, ќе видиме зошто. А не може ако дава малку плод, па поиќе да не дава. И тоа ќе го видиме зошто. Овој текст многу јасно кажува. Едни раѓаат плод и оние кои не раѓаат. Ако ја следиме сега оваа Христова мисла во контекст, ќе видиме дека, како што кажав, се случува ова што кажува Исус тука во горната соба, во Тааноик, со своите. Каде што беше Јуда, значи доброто и злото. Она што дава плод и она што не дава плод, секогаш одат заедно. И тоа треба да го сватиме. Злото и доброто одат заедно. Имаш христијанин што дава плод, но имаш и неплодоносен човек, без разлика, маж, жена, што воопшто не дава плод. На едно место и во една црква. Вели, вие сте чисти, но не сите, вели во 13 глава. Затоа можам слободно да кажам дека не постои чиста црква, каде што буквално сите се наново родени. Секогаш има луѓе кои се уште не можат да го кажат тоа длабоко во срцето за себе. Секогаш има површна и интересна вера. А не вера за слава на Бог, вистинска вера. Метафората за лозието, лозата, прачките, е слична со параболата за житото и каколот. Иста нива, иста земја, исти услови. Едното го сее господарот, другото го сее непријателот. Изникнуваат, даваат клас. Едниот клас е полн, тоа е пченицата, житото, а каколот изгледа исто, ама е празен. Празен клас. Нема внатре семе, нема плод. И сега, кои се лажни христијани? Поточно би рекол дека тоа се празни христијани. Нема плод. Нема плод. Иста нива, исти услови, ама нема плод. Каде е плодот? Што зборува животот? Празно, нема. Гледате колку јасно го кажува тоа Исус. Еве вториот стих. Тој ја отстранува секоја прачка на мене, што не дава плод, а ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Значи разликата е очигледна. Разликата е очигледна помеѓу луѓето. Она што не дава се чисти, она што се отстранува, она што дава се чисти за уште поиќе. Значи нема можност, ама буквално никаква, тоа што не дава плод, да почне да дава плод. Барем она што е напрачкава. Се чисти и се гори. И тоа ќе го видиме. А она што дава, се одгледува и да дава поиќе. И малку да има ќе да и поиќе. Значи разликата е очигледна. Но кога ова го зборуваме на некои луѓе, па не се наново родени или ова или она, што добиваме како одговор? Па не судите. Да, не е наше да судиме, туку да љубиме. Ама од авион се гледа, што би рекле. Каков е животот, каков е плодот. Зарем не е така? Исус е јасен. Овој ништо, а другиот Бог постојано работи на него да има уште повеќе. Тоа трае и тоа дава. Тоа е животот, значи вечен живот во човекот. Вечен Бог во човекот. Бог престојува во човекот, во него е живиот Бог, духот на вистината. Гледаме колку е јасно. Ајде уште еднаш. Она што не дава плод се отстранува и се гори. Она што дава барем малку плод,
се одгледува, се чисти и да дава уште повеќе. Ај сега да ги разгледаме прво неплодните прачки. Да почнеме со лошото, па да појдеме на доброто. Какви се тие? Какви се тие прачки? Значи, внимавајте добро. Тие се наоѓаат на лозата, тие се дел, а поточно не се. Тоа го зборува текстот, а не дека човек може да го изгуби спасението. Тие се, ама не се. А не биле па не биле. Значи човек никогаш не бил спасен, никогаш. Ајде уште на вториот стих. Тој ја отстранува секоја прачка на мене што не дава плод. А ја чисти секоја што дава плод, за да даде повеќе плод. Значи тој ја отстранува. Сечи, отстранува. Шестиот стих објаснува што тоа значи. Значи текстот го толкува самиот текст. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор како прачката која е исушена. Ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Ги собираат и ги горат. Лажната вера е мртва вера. Тоа е она што го зборува Јаков. Вера без дела е мртва. Се дали ова? Јас го слушам, дали вие го слушате ова? Лажната вера е мртва вера. Дали има плод? Се прашувам себе си, ама и вас. Бидејќи верата без дела е мртва. Па некој може би ќе се рече, па нема плод, добро, јас си верувам, мртва никому ништо. Вера е вера. Ама не е така. Бог отстранува, се суши, боган, пекол. И точно заради ова е можно луѓе и во баптистичка, и во евангелска, и во католичка, и во православна црква, без разлика каде одат, и овдека од кај нас, да завршат во пеколот. Нема плод, празно е, нема плод, празно, нема ништо. Од авион се гледа. Делува страшно, ама Светото писмо метафорички го опишува тоа конечно место како место на вечен оган, плач и шкртање со зъби. Бидејќи писмото стално користи метафори за да го објасни необјаснивото. И баш во пеколот се тие необјасниви маки, големи маки. Ако не верувате дека јас сум, ќе умрете во своите гревови. Тоа мора да го слушне секој човек. Значи, неплодните прачки се отстрануваат, се сушат, се горат, пекол. Но ние да не се осврнуваме на нив, нас ни е битно плодните прачки. Фокусот секогаш да ни биде на плодните прачки. Што вели за нив текстот? Вели, тој ја чисти. Значи, гледате, не ја отстранува, ја чисти. Тука е разликата. И секоја што дава плод, зошто ја чисти? За да дава повеќе плод. Сега прашањето е како Господ ги чисти. Како го чисти, како го осветува нашиот живот. Како не прави од непријатели Божји, пријатели и плодоносни христијани. Како? Повторно одговор имаме тука. Словото е темелот. Темелно е Словото. Наново родените христијани се гладни за Словото, за Библијата, за вистината. Цел живот читаат, проучуваат. Видете третиот стих. Вие сте веќе чисти заради Словото кое ви го зборува. Значи, Бог не чисти со Словото, не наново раѓа, не осветува, не храни, не насочува во животот, ама буквално баш се со Словото. И затоа вели, без мене не можете да направите ништо. Не кажува и неговата сувереност. Кога зборуваме за прачките, за лозата, прачките се директно на лозата, значи
Тоа е таа близина со Господ, вкоренетоста, вплотеноста во Господа. Псалм 1, засадени покрај води. И сега 4 до 6 стих да прочитаме. Останете во мене како јас во вас, како што прачката не може да роди плод сама од себе, ако не остане на лозата, така и вие, ако не останете во мене. Јас сум лозата, вие сте прачките. Кој останува во мене и јас во него, тој дава многу плод, зашто без мене не можете да направите ништо. Ако некој не остане во мене, тој ќе биде исфрлен надвор, како прачката која е исушена, ги собираат, ги фрлаат во оган и ги горат. Значи, ова се Исусови зборови. Божијата сувереност е нагласена. Без мене не можете ништо. Останете во мене. Инаку ништо. Ако Словото остане во вас, вели ќе родите многу плод. Ако останете во мене, ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Значи, че добијате плод, барајте да бидеме плодоносни, да бидеме во Словото. И сето тоа зашто? Јасно збори во 8 стих. Мојот татко се прославува, значи за Бог да се прослави. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Значи, кои се ученици Христови? Оние кои даваат плод. Ако земиме по природа, во природата на животот е да расти, исто како плодот. Да расти. И така, ако тој плод расти, тогаш злото не може да не победи. Остануваме во Словото, заштитени сме и така добиваме едно смирено срце, така добиваме охрабрување. Значи, злото не може да не победи. Темнината никогаш не може да ја опфати светлината. Иако овдека знаеме дека беше нојк, но светлината оди натаму според планот, тоа го истакнуваме ве неколку пати. Колку и да е поголем кнезот на светот, светлината оди понатаму, планот оди понатаму, светлината оди кон Голгота, кон крстот, кон празниот гроб, кон спасението на светот. И ништо и никој не може да го запре тоа. И тоа е Бог и тоа е силата. Прачката што дава плод, Господ е чисти преку Словото. Но понекогаш, брајка и сестри, ја чисти и преку невојди, преку маки, болест. Во зборот болест имаме мало зборче со 3 букви. Бол или болка. И тоа се случува. Понекогаш може би луѓето не слушаат, а Бог зборува, имаат тврдо срце, се прават дека се знаат, тогаш Бог може би испреќа и болест. Бол. Србите велат боли јер воли. Значи од љубов болка. За да се освестите. А и Бог да се прослави. Не само за казна. И како уште не прочистува за да родиме повеќе плод покрај таа болка. Многу пати за тоа сме зборувале, ама еве сега и друг начин. Значи, како не очистува? Со неуспех. Се надеваа на правда, ама неправда, крвопролевање, видовме во Исаија, пискот. Се надеваа, ама неуспех, ништо, празно, нема. Бог не понизува тогаш. Сето ова им се случува на плодните христијани, за да бидат што? Уште поплодни. Значи, Бог јасно кажува дека ќе имате маки, нема мет и млеко да тече на овој свет. Но, со тие маки ние се зацврстуваме во верата и даваме уште повеќе плод, бидејќи Бог бара плод. Исус на смоквата пое да побара плод, нема плод, се исуши. Плод, мал плод бара. И после ме лесно. Бог самиот, чист, се она што започнал ќе заврши. Сега за заклучок едно важно прашање.
Како да знам, како да бидам сигурен дека сум вистински христијанин на вистинска лоза? Како? Прво, одиме во 13 глава, каде Исус јасно одговара. По љубовта. 13, 34 и 35. Ви давам нова заповед, да се љубите еден со друг, како што јас ве љубев вас, така и вие да се љубите еден со друг. По тоа сите ќе познаат дека сте мои ученици, ако имате љубов помеѓу себе. Значи не можеме да љубиме ако не сме ја спознале таа љубов, ако не сме вкоренети, ако не сме прилепени до љубовта, ако не сме на вистинската лоза, тогаш не можеме да црпиме и да даваме љубов. Во 17-та глава ќе видиме дека ќе не препознаат по што? По единството. Единството, заедништвото помеѓу нас. Ама тоа ќе го видиме во 17-та глава. И трета работа е по плодот, што гледаме денес од текстот. Значи, а општо секогаш се вели по љубов ќе ве препознат. Да, ама и плод. И плод. Ако останете во мене и ако моите зборови останат, ако останете во мене и ако моите зборови останат во вас, барајте што и да посакате и ќе ви биде. Мојот татко се прославува со тоа што ќе давате многу плод и ќе бидете мои ученици. Значи, за да видиме дали некој е вистински христијанин, мора да видиме барем малку плод. И потоа тоа трае и тоа дава уште повеќе плод и тоа е таа вечна перспектива што Бог ни ја нуди. Значи, Бог чисти. Бог не обработува да даваме што е можно повеќе плод, ама мора да има малку плод. Еве сега ќе набројам 7 плодови кои ги наоѓаме низ Новиот Завет и така можеме секој од нас да се тестираме до каде сме. Значи овде не станува за оние 9 плодови на духот: љубов, радост, мир, трпение, љубезност, добрина, верност, кротост, самоконтрола. Тоа е еден плод на духот, овие 9 работи. Овде сега јас ќе спомнам 7 плодови кои се во животот. Како прво одиме со осветување. И тоа можеме да го видиме Римјаните 6:22. Еве што има запишано Павле. Но сега, откако сте ослободени од гревот и откако се поставивте во служба на Бога, го имате вашиот плод, осветувањето, а вечниот живот за крај. Значи сега, откако сте наново родени, откако сте осветени, се поставувате во служба на Бога, ама на што сте посветени? На што се трошиме? Дали имаме растеж? Дали го намалуваме гревот во нашиот живот? Дали сме посветени во службата, во заедништвото, или се трошиме на грижите од овој свет? Осветување, намалување на гревот, давање во службата. Втора работа, втор плод. Хуманост. Хуманитарна помош, социјална помош, буквално материјална помош. Исто Римјаните, 15 глава, 27-28 стих. Навистина го одлучија тоа, а и должни им се, зашто ако народите станаа соучесници на нивните духовни блага, должни се да им послужат во телесните потреби. Кога ќе освршам овој, кога ќе им го доставам овој плод, ќе тргнам за Шпанија, вели Павле. Кој плод? Она што е даено да се однеси до друга црква која нема, буквално материјално се зборува, за материјална помош, буквално се зборува. Значи сте соучесници во духовното благо, ама должни сте и да му послужите за телесното. Трета работа, трет плод, работа за Бог. Филипјаните, 1 глава, 22 стих.
Но ако и натаму живеам во телото, тоа за мене значи плодна работа. И не знам што да изберам. Значи треба да се работи за Бог. Плодна работа. Значи Павле, ако е уште жив, ако живее во тоа тело, за него значи дека треба плодно да работи за Бога. И треба да работиме. Бидејќи доаѓа ноќ и поиќе не може да се работи. Толку. Четврта работа се добрите дела. Колосијаните 1 глава, 10 стих. Така што да одите достојно за Господ и да му бидете угодни во се, за да бидете плодоносни во секое добро дело и за да растете во познавањето на Бог. Пак гледаме плодоносни во секое добро дело. Добрите дела не спасуваат, но се доказ за тоа. Верата без дела е мртва дела, а не дека се спасуваме преку дела. Делата се само плод на нашата вера. Плод на еден вистински христијанин, добрите дела. Петта работа. Славењето, прославувањето на Бог. Евреите 13:15. И така преку него да му принесуваме постојано на Бога пофална жртва, односно плод на устните кои го исповедуваат неговото име. Значи тоа е плод со нашите усти да го фалиме Бога, да ги фалиме добрите дела што Бог ги прави во нас. И со тоа да го прославуваме. Ама сето тоа да го правиме од срце. Бидејќи има многу што со уста го прославуваат Бога, ама не и со срцето. И тоа е веќе напразно изговарање на Божјото име. Значи, и со устите да го славиме Бога. Сето тоа спаѓа во плод. Тоа беше петтиот. Шестиот е мир, миротворство и праведност. Тоа е во едно собрано. Јаков 3:18. А плодот на правдата се сее во мир за оние кои создаваат мир. Што гледаме? Дека христијаните се вистински миротворци. Бидејќи што? Бидејќи го знаат мирот и сршта на мирот. А ние минатиот пред некоја недела видовме од каде доаѓа мирот. Од каде? Па тоа е во нив. Видовме дека вели јас ви го давам мирот, вели Исус. А оној кој го слуша словото, ние ќе се настаниме во него. Значи мирот е во нас. Бог е во нас. И ние сме повикани како христијани и во нашиот карактер е да бидеме миротворци. Да го шириме тој мир и таа правда. И седмиот плод се нови луѓе или нови верници. Римјаните 1:13. Не сакам, брајка мои, да ви остане непознато, дека многу пати имав намера да дојдам при вас, но бев спречуван досега, за да имам некој плод и меѓу вас, како и меѓу другите народи. Значи, повикани сме да бидеме ловци на луѓе, да го проповедаме, да сведочиме за Словото. Ние никого не спасуваме. Бог го прави тоа. Но дали го прави преку нас? Тука треба да се запрашаме. Точно тоа е овој плод. Дали Бог го прави тоа преку нас? Или празно? Ништо. Тоа е прашањето. Јас верувам дека скоро сите, повеќето овдека од нас се вистински христијани. На вистинска лоза, бидејќи кажав, не може сите да бидат 100%, нема толку чиста црква. Дали се на вистинска лоза? Тоа рековме се препознава по љубовта во 13 глава, мирно срце има, нема паника 14 глава,
И сега во оваа 15 глава гледаме плод, дали има плод. И да не се грижиме. Тој што започнал, тоест Бог што започнал, Бог и ќе доврши. Тој чисти, знае што, како. Кој има малку плод, ќе има повеќе. Без грижа. Само барајте, молете. Работете. А како да работиме? Да проучуваме од Словото, да црпиме и тоа дава. За да не се плашиме. Тоа е процес. Дали од овие 7 имаме 1, 2, 3, 5, 7? Не е битно. 1 работа, 2, 3, оди нагоре. Тоа е тој процес на христијанство. Но секогаш, за жал, пак ќе кажам за жал, има луѓе кои немаат ништо од ова. Тоа е жално. И тие, слободно можам да кажам, дека не се христијани. Не се христијани. Што не значи дека не може да бидат и од денес христијани. Точно од денес можат да бидат христијани. Само што треба да се капитулира, како што кажавме пред некоја недела. Треба да се понизи, да се падни на колена, да се капитулира пред Бог со покаяние и понизност. Бидејќи денес е денот на покаяние, само треба да се признае дека без Бог не можеме ништо. Дека без Бог не може да се направи ништо. И тоа важи за сите. Без Бог нема ништо. Бог е суверен, Бог владее и слава на Бога. Амин. Да се молиме. Татко небесен, се мојкен Господе, ти благодариме за ова Твое Слово, ти благодариме за тоа што сме прилепени до Тебе како прачки и те молиме, Господе, ние да бидеме оние прачки кои даваат плод. Ти, Господе, очистување, ти, Господе, обработување и давај да даваме уште повеќе плод, преку тоа ти да се прославуваш, Господе. Твојата слава е голема, Твојата милост е голема кон нас, бидејќи ти не возлюби уште пред постанокот и уште додека бевме грешни. Додека немавме никакво дело, ни добро, ни лошо, но ти во Твојата сувереност нас не љубеше и не избави од гревот, не освети, не направи своји синови со наследници. И те молиме, Господи, и понатаму ти работи во нашите срца, давај ни мир во нив, смирувај не, очистувај не од нашите гревови и води не по Твојата патека, патека која има препреки, но со Твоја помош ние ги преминуваме и нив. И те молам, Господе, ова слово да биде на благослов за секој еден од нас. Ете, и според овие плодови да можеме да се испитаме до каде сме и да се трудиме, Господе, да ги имаме што повеќе, да молиме од Тебе, а Ти си верен дека ќе не очистиш и ќе даваме повеќе плод. Дека тоа доаѓа само од Тебе. Се молам уште еднаш за оние кои се одсутни, оние кои се болни, Ти излечи ги, Ти исцели ги, но пред се утеши го нивното срце и стави му една жива вера, Господе. Вера која се надева само на Тебе и на ништо друго. Се молам, Господе, и за овој народ овдека, кој те и во овој ден, не познавајќи те Тебе, мислат дека се на лозата, но нема плод. Одат по традиции, по некои човечки обичаи, кои не доаѓаат од Тебе. Тоа е само залажување и сето тоа носи во оган, во горење, во пекол. Те молам, Господе, и за тие луѓе. Ти избави ги од пеколот. Да можат што повеќе да луѓе да слушнат и да спознаат за Тебе. За таа Твоја милост и Твоја љубов. А сега се оставаме во Твое водство, Господи. Оваа недела која стои, која следи, која ни предстои, Ти води не и Ти управувај со нашите животи. Во името на Исуса Христа се молам. Амин.